Општинските инспектори тргнаа на терен за да ги фатат на дело лицата кои користат текстил, синтетички материјали и пластика за затоплување на нивните домови, но и на фабричките погони. По вчерашниот уникатен ден со загадувањето на воздухот во Делчево, кога голем облак од чад со непријатна миризба го поклопи градот, од општината алармираат и апелираат за поголема совест и кај физичките, но и правните лица. Општина Делчево апелира до сите граѓани, правни и физички лица и субјекти, како и текстилни фабрики кои располагаат и употребуваат текстилен, пластичен и гумен отпад и незаконски го дистрибуираат или користат во грените тела за затоплување, дека нивото на загаденост на воздухот на територијата на општината е крајно алармантно и штетно по здравјето и животот на граѓаните. Надлежните служби веќе се на терен и доколку се констатираат наведените противзаконски действија, штетни по квалитетот на воздухот и животот и здравјето на граѓаните, против истите ќе бидат превземени сите расположливи законски мерки. Дека граѓаните на Делчево употребуваат текстил и пластика како алтернатива на греењето со дрва, предупреди неодамна и хемискиот инженер и комунален инспектор во пензија Крум Николовски. Тој апелираше дека треба да се работи на подигање на јавната свест кај граѓаните. Веќе при осигурување на овие материјали се ослободуваат хемиски соединенија кои имаат општо име фурани, а тоа се најмногу канцерогени соединенија кои се наоѓаат во воздухот, потешки се од воздухот, значи при горење, при осигурување на амбалажа, пластична или текстилна отпадност, тие гасови са тука околу печката, најмногу се затровуваат, односно заболуваат луѓето кои живеат во дотичниот стан, во дотичната зграда, односно, да речеме, малиот погон. Граѓаните очекуваат брза реакција од надлежните. Па треба преземат мерки одговорните. Да се преземе мерки за заштита на човечкиот живот. Инаку казните предвидени во законите се движат од 200 до 1000 евра, но во Делчево досега никој не заработил ваква казна.